Со песната убава, групата IQ во последниот период зазема се поголем простор во етерот над нашата држава. Над 100.000 прегледи на YouTube и повеќе илјади публика на сите нивни настапи. Еден од нив беше Самар фестивалот во Пробиштип, а пред почетокот на нивниот настап беа во Агол, каде дознавме за нивното минато како група, соработката со Кристина Арнудова, но и за дел од нивните планови што и како понатаму. Нивни песни на два пати биле на првото место на MTV Адрија. Задоволни се и го очекуваат тоа и во иднина. Еве што треба според Бојан да направи еден музички артист или една музичка група за успех надвор од државата. Нема ни потреба еден артист да се ограничува територијално, него баш целта треба да биде и нас ни е таа целта, што подалеку да допреме со нашата музика. Па до Токио, ама да тргнеме од друга страна. Иако не сакаше да зборува многу за иднината, од Бојан сепак успеавме да дознаеме дека, обиколувајќи го така светот, планираат да настапат и на Евровизија. Само се крчка со одветна песна која ги исполнува евровизиските услови. Да слушнеме кои се тие. Кога се подготвува нешто, кога се создава уметност, песната е готова кога е готова. Песната сама кажува кога е готова. Со оглед дека ги знаеш сите тие елементи кои што се потребни за Да, според мој некој критериум или наш заеднички, додека не го постигне тоа ниво, се уште ќе остане таа песна во работна верзија. Во меѓувреме се подготвува нивниот најнов албум. Ајде да видиме од кога можеме да го очекуваме и колку песни ќе содржи. Новиот албум ќе има 10 песни. Може да го очекувате прва половина на следната година. Две од песните веќе ги знаете, убаво и сепак ми е забавно. Имаме уште една ремикс на иста патека. DJ Млато Крилов Марио Еди го направи. Така да тие песни сигурно ќе се најдат на албумот. И другите песни ги знаеме, јас и Марија, ќе бидат на албумот, вие не ги знаете. За сето ова и многу повеќе за групата IQ како целина, но и за тоа како женскиот вокал Марија станала дел од оваа група, дознајте во сабота во 20 часот и 45 минути, само во Агол, само на Канал Плюс телевизија. Time